После вчерашната изјава на премиерот Груевски, работите станаа сосема јасни. Владата, наместо да позајмува поевтино од ММФ, ќе ги задолжува граѓаните во странство 5-6 пати поскапо преку евроврзница, затоа што тоа бил позитивен сигнал до меѓународната заедница дека државата е способна сама да поземи на светските финансиски пазари. Премиере Груевски, една земја секогаш може да поземи пари сама на светските берзи, ама прашањето е по која цена. Да не се оди кај ММФ, а да се позајмува со евроврзница, има смисла само ако земјата е толку добра што каматната стапка кај евроврзницата е многу ниска. Да си има аранжман со ММФ не е само по себе лош сигнал до инвеститорите. Приливот на странски директни инвестиции во земјава се зголеми во 2007 и 2008 година, кога имавме аранжман со ММФ. Во 2009 година немавме аранжман со ММФ, па имавме пониски странски директни инвестиции по жител и од Албанија, и од Србија, и од Хрватска, и од Црна Гора. Србија има аранжман со ММФ, па тоа не му пречеше на Фијат да инвестира таму, дури и во кризната 2009 година. Проблемот не е во ММФ. Проблемот е во контролата на трошењето која доаѓа со ММФ, а која го гуши популизмот. СДСМ укажуваше дека популистичката политика на владата, па и таа во економијата, се сведува на купи ден помини. Таа политика се потпира на две работи – ветување и трошење пари. Колку пати кажавме дека за владата на ВМРО-ДПМН најважно е да може се да испотроши и тоа без контрола. Затоа владата не сака да поземи поевтино од ММФ, затоа владата не сака во парламентот да се расправа за наудите на Државниот завод за ревизија и кога ќе снема пари за трошење, популистичката власт мора да најде нови пари и не прашува за цена. Затоа за владата е прифатливо и толку поскапо задолжување во странство. Главното прашање е зашто ги троши парите владата кога се задолжува во странство. И вчера премиерот не им кажа на граѓаните зашто се потрошени парите од ланското задолжување од 175 милиони евра. Упорно не кажува за која намена ќе се користат и скапите пари што сега сака да ги земе на заем. Кои се конкретните капитални проекти што ќе се финансираат, во кој рок ќе се реализираат, кој е одговорен ако не се реализираат, имаат ли проектите разработена финансиска конструкција од која се гледа за колку време и од кои пари ќе може да се врати она што е земено на заем. Бидејќи владата не кажува ништо за ова, јасно е дека со парите позајмени од странство ќе се исплаќаат и плати и пензии. Покатастрофално нешто од тоа за имиџот на Македонија во годините што доаѓаат нема, а сметката повторно ќе ја платат граѓаните. Да се вели дека е добро за имиџот на државата да нема аранжман со ММФ и заради тоа да се задолжат граѓаните многу поскапо е и крајно невкусно. И тоа придонесува да опаѓа поддршката на владата и да расте незадоволството. Граѓаните и фирмите си мислат дека владата си игра мајтап со нив. Со сите оние фирми на кои им должи пари за поврат на ДДВ, со сите оние болни што трчаат од аптека до аптека надевајки се дека можеби ќе го најдат лекот од позитивната листа, со сите оние фирми и граѓани што платија илјадници евра за разни казни и со армијата невработени и социјално загрозени лица. Да се плати за камата 100 милиони евра повеќе заради поскапото задолжување со двете евроврзници, значи толку многу пари да се фрлат во ветер, само за добар сигнал до странците, што е многу е. Никој веќе не може да ја разбере абсурдноста на економските потези на владата на ВМРО-ДПМН. Пред неколку дена, кога требаше да каже што мисли за начинот на кој владата ги троши парите од буџетот, ММФ не ја пофали владата, се воздржа од коментар и рече дека тоа е прашање за јавна дебата. Па ајде премиере Груевски да имаме јавна дебата, па таму да им објасните на граѓаните како тоа многу поскапото задолжување во странство било добро за нив.